ti grize obrazi, čili trag na vrat okriješ, kako po nego možeš ti do mene rasti i mirno si. Детство, нема баш некое детство кој останативе деца на моја возраст заради тоа што бев малце поуникатен. Бев со две леви нозе тука во Прилеп, пошто не знаев да играм ништо буквално. Мада и брзо дојде стаса ерата на компјутерите и сите бевме на компјутери повеќе отколку на улиците. Прва љубов, градинка имав првата љубов, најискрената љубов имав. Многу Фејсбук. Сум заразен од таа Фејсбук манија во последно време. После првата емисија беше стварно бум, на секој 2 минути нови 50 пријателства. Пеем цел живот, мада прво нешто што јас реков, за го забележав дека знам да пеем, беше негде 7-8 одделение, пошто бев главен пејач на моја другарка до 8 на сите настапи, училишни приредби, смотри. Па не знам, најдобар според мене беше Неправда од лева патика. Јас барам така мислам до сега, дека дадав на онака максимум. Сакам БМВ Алпина, но нема ни за дрина. Да одлучив за кои игри за образи заради тоа што, да речеме, до негде е повесела, сите другите се побалади. Па точно не знам, мислам дека има неколку автобуси со локалната самоуправа договорено. Моментално ете се ми се јави дека се штампа мајци. Твое само да бидеш топ. Жива, а собствена мамка, ко ефтина слика во прескапа рамка, да спасиш нешто, баш што можеш, наместо да ми признаеш. Од лага во лага тонеш. Лажливо срце ке застране лесно, во секоја ширина пак е тесно, а твојата чука како не јуда, само во ритам на измама. Но не можам да те судам. Коли ти гризе образи, чили траг на врат откриеш, како по него можеш ти до мене да си и мирно спиеш. Кому ли си се бедила, се што ми зема кај го даде, мила за колку ли ме продаде. Лесно, во секоја ширина пак му е тесно, а твојата чука како не јуда, само во ритам на измама. Но не можам да те судам. Коли ти гризе образи, чили траг на врат откриеш, како по него можеш ти до мене да си и мирно спиеш. Кому ли си се бедила, се што ми зема кај го даде, мила за колку ли ме продаде. Коли ти гризе образи, чили траг на врат откриеш, како по него можеш ти до мене да си и мирно спиеш. Кому ли си се бедила, се што ми зема кај го даде, мила за колку ли ме продаде. Коли ти гризе образи, чили траг на врат откриеш, како по него можеш ти до мене да си и мирно спиеш. Кому ли си се бедила, се што ми зема кај го даде, мила за колку ли ме продаде.
Не, јас сум спремен за коментари. Млади моми во акција. Ајде, чекај, коментари. Реклами. Шо фала ви на деловите изнесовме, ајде седи тука. Кристијан? Коментари. Јен, два. Вау, чекај да се смират малку. Чекај, многу ефорија, многу хистерија. Многу возбуда. Леле, Христијан, што направи, бе? Не слушам ништо. И ја ништо не слушам. Нема ништо многу да слушниш. Христијан, значи, дефинитивно со ова вечер се потврдува една работа, да се биде Тоше Превски и тоа како е една многу тешка задача во неговите песни. Затоа и оваа вечер, кога сите согоруваме и од емоција, и гласот дури во пола песна ни се буди вистински, да бев на место твое, ќе си ја спуштев песмата, за барем пола тон, да ти биде покомотно и да уживаме од почеток до крај во твојот шарм и сценска изведба, која е феноменална. Ти си створен за сцена, дете, створен си за сцена, прекрасен си. Во втора половина од песмата и запеа, пропеа, конечно чув она што сакав да го чујам и тоа е тоа, звезда е родена, апсолутно да. Фала многу. Јас морам да те пофалам што послуша еден мој најдобронамерен совет. Гледам дека си го врзал тоа в крпче. Правевме му овој минатиот пат, односно пред 3 недели, од тебе не сме те виделе 3 недели, за интензитетот на пеењето. А истовремено на паузата се договоривме дека овде нема потреба да викате, бидејќи свири добар бенд, имаме добро озвучување. И ти тоа, пријателе мој млад, фино го избалансира и го донесе до едно подносливо ниво. Иако условиве за работа се ненормални, како што гледаш, ќе бидеш запаметен ако по ништо друго како првиот човек заради кој скокнало обезбедувањето на Идол. Фала многу. Немам што да кажам, доволно зборува тоа што го направи публиката. Ти внимавај како ќе си одиш на кај дома. Слушнав дека си во врска, побргу расчистија таа работа. Ќе ти избрка голема работа. Посебно околу гласање. Тони ништо не те слуша, Лаура му е овде. Добро. Ја добро си го слушна. Не ја вида. А ти затоа и тука стоиш. Не, тука требаше стварно четврта е. А не слушаш, потоа што ти кажеме дека врска немаше. Ево го слушнав. Сега Добро, слушаш кој ми се сакам. допаѓа ќе биде пеач од тебе, веќе си папучар, така да тоа е едно со друго. Ама горд папучар. Папучар, точно. Да. Гледаш како учат младите. Така е учат. Едно е папучар, а друго е горд. Со сребрени краци. Така. Тој со златни таму. Златни, јас сум тој носит. Се надевам дека далеку ќе стигнеш и во животот со музиката. Не се занимавај со глума, ова пењево ти е прекрасно го правиш тоа. Фала многу. Шега. Кој не кажа? Сите кажавте, не знам зашто. Што чекај, брзо позади сцената да ми те однесат. член на жирито евентуално. Лаура, што ќе прави овде? Да, одлично се снајде Христијан на сцена, да видиме како ќе се снајде со Ивана позади сцена. Ајде, Ивана, твое. Те нападна девојчињата? Малце. Малце или ти годеше баш? Па добро се, на кој не би му годело? Задоволен ли си од тоа како се представи, каков беше на сцената? Да, јас сум многу задоволен, сега ќе видиме снимката после. На кого мислеше додека пееше? Апсолутно на настапот, на никој на друг. настап? На никој друг, На само никој на тука? настапот. Па Или добро, на гледав некој да го од ископирам малце Иван, а не е битно. Или можеби на некој од публика? Не. Апсолутно, Само бев на сконцентриран на настапот и на тоа како ви ја изведил песната. Сакаш ли да победиш?
Во секој случај, да. За тоа ќе кажат нашите гледачи доколку гласаат за тебе на телефонскиот број кој што го гледаат на малите екранни, гласајте за Кико доколку сакате да го видите во финалето.